Почитуван председател на собранието, почитувана председателка, почитувани колеги пратенички и пратеници, почитувани граѓани. Сод дуета 8 март, но за жал не можам да започнам со честитка. Оваа седница се случува 3 дена по трагедијата која ја потресе нашата татковина и не исполни со горчина. Ужас во кој поради непрекината низа од институционални слабости згасна 2 животи, мајка и малолетна черка. И ако некој мисли дека тоа е изолиран случај, треба да се сетиме на Росица од Велес. Треба да се сетиме на мојата черка во кој што некој го наруши мирот во својот дом, претурајќи по нејзината соба. Минатата година на Росица и заврши животот исто така крваво. За среќа на мојата черка, не. Го напушти овој свет во ехото на исти изговори кои ги слушаме овие денови. Кога институциите не ги полниме со политички вредности, ние го држиме отворен понорот во општеството. И тој понор не останува празен. Го полниме со човечки животи, со човечка крв, а потоа се обидуваме да го измиеме со солзите на нечии родители, черки и синови, браќа и сестри. Ако не прекинеме да се движиме по оваа патека, поплочена со изострена алчност, корумпирана себичност и ксенофобична анксиозност, тогаш и солзите ќе пресушат. Не затоа што болката ќе исчезне, туку затоа што ќе останеме без луѓе што веруваат дека овде вреди да се остане. И токму затоа мора да имаме храброст да го именуваме злото. Кога жена е убиена поради родово базирано насилство, тоа е фемицид. И ако не умееме да го препознаеме, спречиме и санкционираме, тогаш понорот што го држиме отворен не е случајност. Тоа е последица на нашата вредностна пустина. Ке се запрашате зошто? Затоа што, драги мои, функционираме како држава алфа мажјак, арбитрарна и репресивна, исполнета со политички елити која својата одговорност ја врзуваат за дискриминацијата и понижувањето, што ја претвора силата во понижување, а различноста во причина за дискриминација. Во таква држава, жената постојано мора да докажува дека заслужува да биде слушната, почитувана и заштитена. А кога се бара доказ за достоинство, тогаш моралната легитимност веќе е изгубена. Во овој момент, првото што се распаѓа е инклузивниот однос кон оној што е различен или она која е различна, ранлив, ранлива или оставена без моќ. И за да не остане само оваа морална диагноза, еве како изгледа делот нееднаквоста, која е бреме на слободата на жените. Околу 38% од жените се вработени, а околу 57% се економски неактивни. Кај младите жени, вработеноста е 27,6%, наспроти 39,3% кај младите мажи. Тоа значи дека илјадници девојки влегуваат во животот со однапред поставена пречка, не затоа што се помалку способни, туку затоа што системот им нуди помалку шанса. Мажите заработуваат повеќе од жените за околу 12,8%, односно трудот на жената се вреднува помалку и тоа државата го толерира. Јас сум економист, можам да зборувам уште многу за статистики кои отсликуваат родовата нееднаквост во економијата. Но како политичар, длабоко сум уверен дека за да ја ослободиме репресираната економска вредност кај жените,
Прво мора да ја добиеме политичката битка. Потребна е политичка еманципација. Економијата не ја сочинуваат единствено бројки во прашање и моќ. Изборот пред кој стоиме е дали таа ќе се узурпира или ќе се дели. Трета можност не постои. Почитувани, жената е нашиот секојдневен лакмус на личниот вредносен систем. Секој од нас се има научено на човечност преку жената, преку мајката, сестрата, наставничката, колешката, пријателката. И секогаш кога се понижува жената, се понижува и нашето заедничко чувство за ред, правда и животна смисла. Држава која не ја штити жената, не ја штити ни демократијата. И затоа ќе завршам со пораката на Аудре Лорд, активистка за човекови права, која каже: не сум слободна или слободен, додека било која жена не е слободна. Благодарам. Ви благодарам. Следна за говор